Почитувани граѓани, бараме Никола Груевски и Никола Тодоров да кажат дали од клиниката за ендокринологија е испратено алармантно писмо до Министерството за здравство. Дали во тоа писмо лекарите од ендокринологија му напишеле на Никола Тодоров дека не се согласуваат со начинот на промена на инсулинската терапија на диабетичарите, што им ја наложува владата на Груевски. Ако е така, дали Груевски вчера ги излажа диабетичарите дека консултирал експерти кои му кажале дека дозволила била наглата промена на инсулинската терапија што ја прави власт? По вчерашното интервју на Никола Груевски, уште еднаш ние граѓаните се уверивме дека за Груевски и за ВМРО ДПМНЕ се е тендер, па и здравјето на пациентите. Од Груевски не дознавме зошто неговата влада и неговиот министер Никола Тодоров ги оставија диабетичарите без инсулинот што го примаат. Груевски говореше за тендери, калкулации, фирми, за суми. Не кажа зошто за годинава биле набавени помали количини од потребните на соодветниот инсулин. Не коментираше за големиот круг што треба да го вртат околу 24.000 диабетичари, меѓу нив и бремени жени и мали деца во услови на инсулинска криза. Кај матичен лекар, по упат за специјалист, на специјалист која ќе им дојде редот според мој термин на Тодоров, таму им се пропишува замена на нивниот инсулин, со тој рецепт да одат во инсулинска аптека и потоа Господ да им ја напомош. Ни од Груевски, ни од Тодоров не слушнавме што има да кажат на укажувањата на диабетолозите дека за внесување на нов инсулин во организмот се потребни од 3 до 6 месеци. СДСМ бара власта веднаш да им обезбеди соодветен инсулин на пациентите. Одговорноста од несеканите последици ќе биде лично на Тодоров и на Груевски.